Уште 4 нови случаи на коронавирус во Македонија. Сега вкупната бројка изнесува 35 лица. 4 лица се од Скопје и биле во контакт со брачниот пар кој престојувал во Бугарија, а вчера им бил диагностициран COVID-19. Тие се сите во врска со лицата кои што вчера ги диагностициравме тука во Скопје и се членови на нивната фамилија и пријатели. Сликата на сите пациенти засега е стабилна. Денеска ќе се тестираат и анализираат уште 3 лица, од кои еден од Куманово, 2 се од Скопје, додека пак 27 лица се од Дебар. Скрининг на лица кои евентуално би можеле да бидат заболени од корона ќе се прави во повеќе населени места во Македонија, меѓу кои и делови од Скопје. Сметам дека раното откривање, скрининзите по епидемиолошки индикации, како што веќе почнавме да правиме во Дебар, сега во околината на Струга овие денови, а се прави планот и за некои населби и региони во Скопје, но и во други градови согласно податоците кои што ги имаат епидемиолозите. Сметам дека е многу битно за да се откријат што порано случаите, за да не го преоптеретат здравствениот систем и да понатаму тоа предизвика проблеми и па компликации во лекувањето и неможност да се справуваме со овој проблем. Оние 12 лица кои пристигнаа со авион вчера од Брисел се негативни на вирусот и сите се во домашна изолација. За оние авиони кои ќе пристигнат денеска и тие патници ќе бидат тестирани и согласно на резултатите ќе бидат донесени одлуки каде ќе бидат сместени, односно дали во домашен индивидуален или групен карантин. Филипче истакна дека досега се употребени околу 400 тестови за проверка од COVID-19. Моментално Министерството за здравство располага со уште 1500, но во наредните денови ќе пристигнат уште неколку илјади.